кое што, ако не оваа елита, ќе ја провери некоја друга елита. Така, ово последно што го зборувавте е одличен вовед во онаа тема која што и како е важна. Апсолутно. И поврзана е секако и со локалните избори, со криминалот и корупцијата. Споменавме, сите изјави и она што се презема или не се презема, се припишуваат, ајде да кажеме, на тој предизборен период, но споменавте, можеби нема ништо поразлично да е и постизборно. Во понеделник стартува изборната кампања, очекувањата ќе ги кажете секако, но прашањето ми е дали и партиите, дали воопшто и јавноста е свесна и се научени лекциите за потолку трагедии што спомена Атанасовски во државава, да кажеме, и ветување за системски промени. Некако впечатокот во јавноста е дека не се мрднува од мртва точка, ќе дојде изборна кампања, ќе ги кажат партиите своите ставови, што потоа? Повелете, Еве Атанасовски. Јас мислам дека ние сме навикнати да живееме во, хајде да не бидам толку песимист да речам македонските црнила, но во сивилото на неподносливата леснотија на секојдневното живење во Македонија во изминативе 35 години и толку се банализираат веќе работите, да ние ги гледаме како преповторени копи-пейст и реториките, и политичкиот фолклор, и обвинувањата, и ветувањата, и нереализираните ветувања. Ние сме имале случаи, сега да не говорам тука кратка емисијата, што све се ветувало пред избори, брзи железници, прстени околу Скопје, трамваи, метроа, на крајот дојдовме до еден тотално, како да кажам, урнисан главен град, што не може хигиената, основната работа која треба да биде сервис на граѓаните, и тоа значило дека како да кажам, било нормално да се собира ѓубрето, ние отидовме до таа ситуација да тонеме во смети, да бидеме, да речем, потенцијални зарази да се шират во главниот град, а сме имале нереални ветувања. Од тој аспект мислам дека и овие локални избори ќе поминат во тој домен. Што очекувате? Кому му давате предност? Да кажеме моментално, што сметате дека ќе биде пресудно? Па јас вака, многу пати сум велел и во моите изјави во изминативе неколку недели, согласно минатогодишните парламентарни локални избори се гледа дека електоратот е свртен вдесно, односно владачката ВМРО-ДПМН направи огромно убедлива победа во Македонија на минатите избори, па од тука јас целам, односно си земам за право да дадам анализа дека очекувам победа на кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМН во сите скопски општини каде што се уште имаат актуелни градоначалници од редовите на ВМРО-ДПМН кои победиле на изборите во 2021 година, со исклучок на општина Центар каде што очекувам победа на актуелниот градоначалник од редовите на СДСМ Горан Герасимовски, тоа да биде еден вид на опозицијско јадро на грогираната СДСМ која е декласирана после изборите, после парламентарните избори. Во градот Скопје се очекува исто така голема победа на кандидатот на владачката ВМРО-ДПМН. Интересна битка според мене ќе има во скопската општина Карпош, каде што има 5 компетитивни кандидати за градоначалник. Во општините низ републиката мислам дека исто така ВМРО-ДПМН ќе победи во поголемите градови и општини каде што има актуелни градоначалници, а СДСМ веројатно би била компетентна во тие општини каде што СДСМ има градоначалници, 16 вкупно на број се во Македонија, односно тоа се по неколку општини во источниот, југоисточниот и централниот дел од Македонија. Говориме, нели, Берово, Делчево, Пробиштип, Валандово, Богданци, да не ги редам, тоа се општините каде што СДСМ се уште има градоначалници. И најинтересно се очекува дека ќе имаме ние во така наречениот етничко-албански политички блок. Најинтересната битката е, јас велам, битката за Сталинград меѓу, условно кажано, политичките поднаводници гиганти, или така јас велам, тешката политичка артилерија ја извадија двата блока на етничките албанци кај нас, тоа е Бујар Османи, кој бил министер за здравство, на дворешни работи, председателски кандидат и еден од најлојалните и високо позиционирани, да речам, политичари во политичката партија ДУИ, тој е Европски фронт, и од друга страна против кандидат е актуелниот министер за животна средина и вице-премиер кој бил во 3 мандати градоначалник на Чаир, сега ретерира од вице-премиерското место бидејќи политичката тежина е даваат и Влен и ДУИ, односно коалициите околу Влен и ДУИ. Тој што ќе го земе Чаир символично веројатно треба да победи, но јас тоа така не го гледам, бидејќи многу може да се случи да имаме не условно кажано победа во позначајните условно кажано етничко-албански општини или центри во Македонија, Чаир, Тетово, па ако сакате и Струга, од
коалицијата предводена од Влем, а од друга страна па дуи да направи убедлива или драстична разлика на советничките листи. Јас тоа го очекувам така, ќе има постизборно, дуи да се фали дека победила во апсолутен број на гласови во однос на Влем на советничките листи, а доколку Влем победи во Чаири, во Тетово, особено нели Било Касами остане градоначалник на Тетово во најголемата етничка општина на албанците во Македонија, тогаш Влем ќе се прогласат за победници. Тоа така го очекувам и морам да напоменам тука, исто така очекувам добар резултат на независните кандидати за советници и за градоначалници. Имаме еден тренд на гласање за независни кандидати и на минатите. Да, тие воопшто и нивното учество беше доведено во прашање, ама на минатите избори, ќе завршам мислава само, на минатите локални избори имавме околу 60.000 гласови за независни кандидати и 60 советници. Сега имаме исто така и кандидати за градоначалници. Тогаш имавме многу кандидати за советници од независни. Тогаш направија добар или одличен резултат, да речам, за македонски политички услови во општина Карпош, во општина Центар, во Битола, во град Скопје, веројатно се очекува да преповторат. И исто така очекувам многу добар резултат или прилично добар резултат на коалицијата или политичката партија ЛДП, односно коалицијата предводена од ЛДП во градот Скопје, бидејќи извадија советничка листа со поранешниот градоначалник од редовите на ЛДП Ристо Пенов, кој е носител. Мислам дека ќе привлечат добар дел, сега тоа колку ќе биде препишан успех на таа политичка партија прашање, бидејќи била дел нели од коалицијата со СДСМ, но сакам да кажам дека може да биде некој фактор кој ќе направи исто така одлевање на гласовите на СДСМ, односно ќе направи задоволителен и добар резултат по нив, како политичка партија, говорам ЛДП и таа коалиција, која ќе треба веројатно и да се релегитимира пред сопственото гласачко тело, бидејќи ЛДП во изминативе 15-20 години беше помал коалицијски партнер на СДСМ, сега направи храбар чекор, каде што треба наново да едноставно си го направи релегитимацијскиот гласачки потенцијал кај сопственото гласачко тело или пред граѓаните да биде перцепирана како посебна политичка партија, не привезок на СДСМ. Господја Марковска, какви се вашите проценки? Апропо, каде очекувате најжестока битка и што според вас треба да е реално во фокусот, бидејќи кај дел од партиите, еве и од, да кажеме без разлика дали станува збор за македонски или албански, воопшто не сакам така да ги делам. На некаков начин овие избори, иако се локални, се представуваат особено од коалицијата на ДУИ како референдум за граѓаните. Дали воопшто ќе стигнат до приоритет реалните проблеми на граѓаните, односно комуналните проблеми и локалната власт, оно што и како треба добар менаџер? Прво да ви кажам дека е страшно, јас сум многу разочарана лично како граѓани што сите политички партии ќе се представуваат на таков грандиозен начин како што се представуваат до сега и со толку многу пари. Сум присуствувала и во својство на поранешен пратеник, меѓутоа и почесто како граѓанин кој случајно се нашол во некој европските престолнини кај што се прават локални избори и верувајте таму дека воопшто на едно пано се става слика од актуелниот кој што сака да биде градоначалник, дури нема слики ни на советници кои што треба да бидат од едната или другата партија и повеќе се сведува на еден обичен разговор со луѓето кои што сакаат да слушнат што ќе понудат во сферата на комуналните услуги и во сферата на подобрување на начинот на живење. Дали ќе има повеќе дрва, дали таа улица ќе биде проширена, како мислат да се справат со сметот, дали ќе има некоја нова постојка за автобус или се... Нашите локални, председателски, парламентарни избори се имат знак на равенство. Зошто? Прво имате огромни паноа со трошење на пари. Второ имате огромни маркетиншки пиар агенции кои што припремаат како и на кој начин кандидатите што треба да кажат од пишани говори. Па понатаму имате премногу пари, да не заборавиме дека се тоа пари на даночните обврзници, односно тоа се нашите пари. И конечно мислам дека треба да се престане со таа пракса, затоа што имате лепење на плакати, па ќе помине друг штаб, па ќе ги искина тие плакати. Мислам тоа е срамно во 21 век. Пред се локалните и овие други избори не можеме да ги задначиваме, ниту со темите, ниту со предложените кандидати. Од причина што тоа се ваши комши и луѓе што сепак треба да бидат од вашето непосредно обкружување и кои што се лесно препознатливи, а имаат во себе
човечки потенцијал и пред се активизам за да ги решат тие проблеми кои што се надвиснуваат над вас. Тоа не мора да бидат нужно политички ориентирани луѓе, само треба да бидат луѓе кои што се оперативци. И ја не можам да сватам дека луѓе кои што биле, па еве го спомнавте Бујар Османи, мислам не ми е целта да зборувам за него. Човекот бил министер, имал исклучиво политички функции, а сега вели дека Чаир е најзначајната функција која треба да ја добие, а се работи за исклучиво оперативна. Воопшто не е лесно да бидете вие градоначелник, затоа што треба да сте оперативен човек, човек кој што сака лесно да решава проблеми и човек кој што не е пред се конфликтна личност. Земете го примерот со актуелната градоначалничка. Јас се надевам дека таков пример нема да се повтори. Не заради друго, туку заради тоа што ние 4 години страдаме. Токму заради тоа што нам ни требаат луѓе оперативци. Таа беше представена како менаџер. Што менаџирала, ја не знам. Меѓутоа, жената очигледно се изгуби во времето и во просторот. И сега, да не зборувам за лошиот вокабулар, тој повеќе зборува за луѓето кои што го кажуваат со несреќа, со вики, со не знам што. Тоа не е дури ни за комшии да се обраќате, да не зборуваме за човек кој што е градоначелник на главниот град на Скопје. Јас сакам да направам една паралела која можеби не е за паралела. Ние имавме едно чудо луѓе во време на короната и постојано антиваксери, кои што луѓе не сакаат нивните деца да бидат вакцинирани. 2014 година беше многу актуелен тој проблем. Уставниот суд го реши со тоа што рече дека децата кои нема да бидат вакцинирани со задолжителниот вакцинален календар нема да бидат примени во јавните установи и во приватните, пазите, и во приватните, заради тоа што го угрозуваат јавното здравје на сите останати. И граѓаните, дали им било по волја или не, мора тоа да го почитуваат затоа што е нормирана законска форма на која што мора да се подвргнуваат. Тука имаше нешто на ивица на слобода на говор, слобода на изразување, сето тоа Уставниот суд го пресече. Сега имаме две ситуации во кои што комуналните предпријатија за кои што ние како граѓани плаќаме секој месец надокнада. Треба да го собираат сметот и за нив не е спорно да го собираат сметот. Градоначалници на поедини општини и на градот Скопје, за кои што исто така не е спорно дека треба да го собираат сметот, не го собираат. Значи немаме политичка разноликост. Имаме изјава од типот ние немаме толку ѓубре колку што Скопјани фрлаат ѓубре. Не е за коментирање. Скопјани и сите други фрлаат толку ѓубре колку што имаат. Тоа што некој не инвестирал во опрема, не инвестирал во кадар, поставил погрешни луѓе, не може да биде нормирано и оставено само на волјата на еден човек. Тоа мора да биде адвансно нормирано за мене, ако сакате, како кривично. Зашто? Ако тој некој го угрозува јавното здравје, тоа е паралелата и има можност да шири заразни болести. Извинете, ако може некој за тоа исто така јавно да одговара, односно кривично да одговара за сопственото дете, ќе одговара и тој што е поставен на градоначалничко место или што го поставил за директор човекот. Ви викаат, ама тие должат пари. Па тоа е нивен проблем и ние како граѓани должиме пари и мене должев пари на ЕВН 35.000 за еден месец, што буквално да се обесам на бандера не можам да ги потрошам, па морав како попче да си ги платам, па ако сакам сега нека се тужам. Тоа истото треба да важи и за правните лица. Значи, државата во овој момент, еве и актуелниот министер кој што баш ми се допаѓа господинот Азир Елију, покажува способности како оперативец одлични. Зошто? Затоа што оди на лице место, заради тоа што успеал, без оглед на тоа што не е доктор, што му го зема за зло, човекот знае како да се справи, успеал системот на здравството комплетно да го проучи. Зашто? Зашто почнува од нула, има инженерски ум. Што значи дека не значи дека доктор, ако е доктор, мора да биде добар министер и обратно. Успеал да го скенира проблемот, знае оперативно како да го реши и еве се спушта меѓу граѓаните. Му замерува околу последните податоци што долго не беа извадени апропо нели палењето на депониите во Трубарево и се тоа, сметате дека добро ова го исхендла така да? Не го исхендла, меѓутоа човекот е нов, а ние немаме добра законска регулатива во која што непосредно тие што се начело на тие организации треба да одговараат. Зошто? Па ја нема да се нафатам ако немам добра законска подкрепа како да раководам со сметот, зашто да
да бидам директор на таква една установа или институција. Вие прво треба со тие луѓе, второ со тие што ги поставиле и на крајот во нашата држава ништо не функционира ако не е кривичен прогон. Само слободата е најсветото нешто. За жал, и слободата се плаќа со пари во ваков корумпиран систем. Ама пак велам, ако имате добри законски решенија. Тие во овој момент ќе бидат ставени во фиока, ама некој ќе ги извади од фиока. И тогаш веќе нема да викате Скопје ни фрлаат премногу смет, ќе размислувате кого ќе поставите за директор на комуналното предпријатие, пошто не ви чинеа кандидатите од ВМРО, поставивте своји, па и тие не чинат. Па кој е во право сега? И едните и другите? Да, Атанасовски, кој според вас се начин на прашањето треба да одговара примарно за оваа еколошка катастрофа што му се случи на Скопје? Се добива впечаток од она што го спомена и господја Марковска, дека партиите повеќе сите овие реални проблеми, палење депонии, пожари, ѓубрето низ градот, си им служат за политички препукувања, наместо решавање на вистина граѓаните се удавија во ѓубре и во смет, а исто така, уште поважно, некој ги труе. Дали е направено тоа се споменуваа нели хибридни закани, центри на моќ, кому му одговара фактички нездрава животна средина вака и што е целта според вас на сево ова? Нема никаква, да речам, скриена цел или хибридни закани, едноставно мислам дека менталитетот ние до тој степен да немаме државотворност во нашето поведение на нашите политички елити од централно до локално ниво, да немаме елементарна пристојност во функционирањето на институциите на системот кога ќе станете вие, без разлика дали градоначалник, директор или министер, односно, како да кажам, македонскиот инет е префрлен во управувањето на институциите на системот. Од тој инет, од таа суета, условно кажано, меѓу незината поранешна матична партија или партијата која предложи за градоначалник на градот Скопје. Добро, партијата која предложи и која фаворизираше дека е добар кандидат и која ги доби изборите и која фаворизираше дека е добар кандидат како најдобар менаџер во Европа, советување за модерно Скопје, по условно кажано расколот меѓу ВМРО, ДПМН и градоначалничката, видовме условно кажано таков судир на суети меѓу премиерот или лидерот на ВМРО, ДПМН, тогаш во опозицијата и градоначалничката, и тој судир на суети беше пренесен, да речам, во управувањето и раководењето со главниот град Скопје и сите јавни предпријатија кои се наоѓаат во составот на главниот град Скопје, дали тоа е Дрисла, дали е ЈСП, дали е тоа комунална хигиена, и поради тој судир со тие меѓусебни обвинувања, меѓусебни блокади, па дали биле членовите предложени од ВМРО, ДПМН, членови председатели на управниот одбор. Да, ама имаше она, извинете, и нејзини членови предложени кои ги смените. Се согласувам, она ги менуваше директорите на секој 6 месеци. На 20 дена, на секој на 6 месеци, да. Значи испадна дека и она како менаџер поставува директор, не е задоволен, тоа беше коса намазнева, не знам уште колку се сменија во комунална хигиена за 3 години нејзино управување, но сакам да кажам, поентата ми е, до тој степен вие да имате политички инет, политичка суета, политички да се пресметувате заради ваши, како да кажам, политички калкулации за поголем политички рейтинг визави наредните избори кои доаѓаат без разлика дали се локални и парламентарни, и исход на сето тоа да биде најзагаден главен град во Европа, за амбиенталниот воздух да не говорам, но ние да имаме преплавени улици со континери кои тонат во смети, во ѓубре, каде што велиме дека на 30 степени се може да се шират потенцијални зарази, да имаме нередовен јавен превоз или имавме нели штрекување, имавме и денови кога немаше јавен превоз, да имаме палење на диви депонии, Вардариште, Дрисла. Сето тоа е одлика на тој инет или тој, пак ќе кажам, значи, ниту Софија, па ниту Тирана, ете со говорничката кога доаѓавме наваму, говоревме, била во Тирана, исто така е воодушевена од напредокот на нашиот западен сосед, да не говорам Љубљана и Словенија, каде што вашиот нели новинар имаше одлична репортажа. Значи, јас не можам да поверувам како ние се доведовме на најсиромашниот и условно кажано најнеуредениот, најнефункционалниот регион во Европа, тоа е, да кажам, Балканскиот полуостров или тоа што го велат Западен Балкан, државите кои не се уште интегрирани во Европската унија, од тие 6 држави ние да бидеме дното во однос на функционирање на институциите на системот или задоволување на основните потреби секојдневни на граѓаните, да имаат редовен јавен превоз, да имаат чиста и здрава
околина, да имаат Да, и совереност, основни елементарни човекови права. Или уште пак ќе го спомнам еве на прагот на почнување на новата грејна сезона. Неверојатно е како ние во изминативе 10-15 години постојано ќе го дебатираме веројатно и во вашата студија проблемот со амбиенталниот воздух и загадувањето, постојано ние да велиме како се доведовме до таа ситуација Скопје да биде најзагаден главен град во Европа, а меѓу првите 5 или првите 10 во светот. Дури имало ситуации кога на мерните единици Скопје бил и најзагаден град во светот или втор, што е запрепастувачки. Јас велам, ние како деци или како помлади на телевизиите гледавме вести од светот како градовите во Кина и во Индија биле енормно загадени, како таму луѓето се шетаат со маски. Тоа било пред 20 години. За денеска да бидеме живи сведоци да живееме во еден од најзагадените, не само Скопје. Трагедијата и што другите македонски градови како Струмица, Кавадарци, Тетово, се повеќе расте бројот. Се повеќе расте бројот на македонски градови кои ние велиме пренаселеноста, не знам, во Скопје има диви депонии. Ама што е проблемот во Струмица со 35.000 жители или Берово со на таква надморска височина на Мелешевски планин и Кавадарци со 28.000 жители, да имаат енормна загаденост, дури некогаш поголемата од Скопје. Сакам да кажам, сето тоа ние што го правиме во изминативе 35 години, апсолутното расипништво на политичките елити, неодговорноста, префрлувањето на вината, непревземање на институционални чекори, сето тоа нам ни се враќа како бумеранг да го живееме тоа и во однос на амбиенталниот воздух, и во однос на хигиената, и во однос на распаднатите и нефункционирани институции на системот, и заради тоа ни се случуваат нас такви трагедии, епски трагедии од епски размери, од Пулс дискотеката во Кочани до сите претходни сообраќајки со Ласкарци, за жал случаи и со фемицити, со непостапување на институциите, дали институциите ги штитат граѓаните? Едноставно сега ќе завршам, ние живееме во едно општество, во една држава каде што секаде наоколу нас е како темпирана бомба, не дај Боже може да изгубите живот. Зошто? Зашто имаме непостапување на институциите на системот. Онаму каде што треба да спречат некој што вози по партизанска 180, 5 пати бил сопиран од полицијата, никогаш ефективно не бил притворен, или фемицидот што го спомнавте, најновиот случај кој вознемири јавноста со грозоморното убиство на Росица од Велес, каде што гледаме колку пати се обраќала за помош во македонските институции, колку пати пријавувало во Министерството за внатрешни работи, непостапување по тој случај заврши така како што заврши, да не говорам дискотеката Пулс, колку имам институционални пропусти, и сето тоа нам ни доаѓа како гром од ведро небо и ние сме запрепастени, згрозени во јавноста, се прашувам и се чудим зашто сме дошле до тој степен и до тоа дередже, и на крајот на денот па доаѓаме до истата констатација и заклучок, институциите на системот не функционираат бидејќи се корумпирани и корупцијата е гангрена. Значи, овде не се работи за политички инат. Овде се работи за поставување на послушни, погрешни луѓе, без никакво искуство на работи за кои што не се свесни дека не знаат да ги работат. Зборувам за сите функции, не само за градоначелник. Во Македонија имате расадник на луѓе кои мислат дека ги бива за се. Не ги бива. Вие можете да сакате да работите, ако сакате, ќе научите. Меѓутоа, вие имате една беневолентност во која што најважно ви е да ве постават на тоа место. Бидејќи е тоа така, мислам дека државата треба поинаку да работи. Секаде кај што нема резултати, нешто ќе го смените човекот. Грешките што ќе ги направи или пропустите што ќе ги направи се непроценливи за нас граѓаните. Затоа вие ќе си ставите за секое неработење и пропуст кривична пријава. Па дали некој јас, ако не ме бива да работам, ќе се размислам дали ќе сакам да одам во затвор, условно речено, баш во затвор, без политика на двојни аршини, за мене затвор, за вас не, ако не си ја завршам работата. Тогаш ќе имате многу луѓе кои што, знаејќи колкави им се способностите, ќе речат не благодарам, ја не сум за тоа место. Во нашата држава, за жал, такви луѓе јас не сум сретнала. Сите луѓе ги бива за се и едва чекаат бидат поставени на некаква функција, па макар тоа било и председател на куќен совет, за кој што мене да ме молеле, никогаш не би одела да вознемирувам мои соседи, да им звонам во ниедно време и да им барам пари за чистачката или за некој спој кој што нас. Но како да дојдеме до тој мерит систем, господја Марковска, бидејќи еве песимистички може би звучи, меѓутоа мора некаде да се почне. Вие го споменавте од формат. Од форматирање. Бидејќи постојано како некоја абстрактна тема да ја зборуваме, но конкретно дали е на локално, дали на централно ниво. Прашањето со
колку институциите воопшто ги штитат граѓаните, се чувствуваат ли граѓаните безбедно ако имаме заганет воздух, ако нема смет, тогаш се мери, се прават стандарди, како е тоа во другите држави, не си го исполнил тој стандард, едноставно имаш кривична пријава, ќе ги сменат. Па што ако ги сменат? Дури се прашувам дали е логично да сменат, тоа е волја на граѓаните. Секогаш ќе имате од спротивната партија кои што ќе почнат да собираат потписи со цел, ако се осетат за појаки, да го сменат актуелниот градоначелник. Ние не зборуваме за луѓе, зборуваме за политики, за луѓе кои што сакаат и можат и треба да работат. Ако не работат, или ќе го условите да си даде оставка, меѓутоа оставката не повлекува да нема одговорност. Кај нас за ниедна работа одговорноста е мисловна именка која што важи само за луѓето од спротивниот табор или пак е декларативна, му пуштив кривична пријава. Па што ако си пуштил кривична пријава? Кривичните пријави не одат до крај, немаме транспарентност, немаме институции кои што сакаат да си ја работат работата. Се вртиме во круг. Или ќе поставите прави луѓе на право место, па нека ви замери Европа и ќе видите како ќе работат, или едноставно ќе оставите да се вртиме постојано и ќе биде работата мурто и курто. Добро, Атанасовски, за крај имаме уште минутка, две, еве како завршен збор да ви дадам. Апропо, споменавте како ги гледате работите, тоа е реалноста, меѓутоа што според вас може да е зрак надеж и некаков почеток на тој ресет, формат или како и да го наречеме? Еве ќе кажам, почеток на тој ресет и формат треба според мене да видат почетокот на преговорите со Европската унија. Веќе не верувам во магична стапче или магично решение, да не се надоврзувам истото да го зборам со господјата каде што многу добро го скецираше целиот проблем и рак рана на македонското општество, кога ние ќе поставиме буквално прави луѓе на сите прави места да си ја водат работата од еден обичен, не сакам да навредам, портир во некоја институција, до градоначалник, до директор, во судство обвинителскиот систем да судат обвинители и да имаме суди обвинители кои ќе имаат чест, интегритет и морал, кои нема да бидат подложни на политички влијани или политички центри на моќ, бидејќи тоа се говори, судството има 2% рейтинг, партизирано, политизирано, фамилиаризирано е сето тоа. Кога ние ќе имаме ефикасна јавна администрација, кога ќе имаме луѓе со чест, морал и достоинство да управуваат, па вас ако ви се случат трагедии од типот на, не знам, Кочан или било што, да поднесувате одговорност, тоа што го збореше господјата Марковска, од политички аспект, од морален аспект, дека вие се срамите веќе да управувате ресорно министерство, ако ви се случило таква хаварија, тогаш ние ќе имаме напредок во ова општество, односно тогаш ќе се поставуваат таков тип на стандарди и тогаш ќе имаме градење на нови политики. Ние сега имаме едноставно гладиаторска арена на борба за превласт меѓу двете доминантни политички елити и во така наречениот македонски, така наречениот етничко албански политички блок, каде што таа борба е гола борба за власт, за делење на пари, на функции, на позиции. Никаков морал нема, никаква одговорност, никакво чувство на вина за работите кои се случуваат во вашето односно министерство, во вашиот град каде што го управувате или вашата односна општина. Едноставно никој во оваа држава не чувствува ни срам, ни одговорност, моралот е мисловна именка и сето тоа да се смени, ние мора да одиме во таа насока. Добро. Ви благодарам и на двајцата за дебата, се надевам го задрживме вниманието. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Имајте убав викенд со програмата на Канал 5. Поздрав.